амбасадор на Македонија во Бугарија, Маријан Ѓорчев. Добро вечер. Добро вечер. Нова прилика да поразговараме. Ви благодарам. Нова прилика да поразговараме за тоа како се одвиваат односите помеѓу двете земји. При вашите гостувања во Дневникот на Сител, неретко сме го коментирале безобразниот речник, па и амандмани од страна на бугарските европратеници, но овој пат чашата некако прели европратеникот Андреј Ковачев од ГЕРБ, европратеник, со еден, би рекол, крајно дрзок амандман, вели со придавката сегашен да се означи се што се спомнува во извештајот, односно вековното постоење на македонскиот идентитет и јазик. Што според вас е причината за еден ваков чекор на европратеник од владеачката структура во Бугарија? Не треба да ни изненадува. Андреј Ковачев е на врвот на елитата кој што имат задача да се бави со македонското прашање. И човекот е на некој начин, како да кажам, обседнат со тоа како да се однесува кон прашањето на односите меѓу Македонија и Бугарија. Оно што он го предложи, додавката настојашт на български, тоа значи сегашен. Така. Значи, наместо многовековен културен идентитет и јазик, да стои сегашен македонски културен идентитет и јазик. Тоа е нешто што навистина е навредливо, навистина непосакувано од наша страна и најмалку нешто кој што сум пријател на Република Бугарија, лично јас, пријател на бугарскиот народ, не можам да го прифатам затоа што тоа веќе задира многу длабоко во корените на македонското постоење. И тука не може да се сложиме. Тука мора да им кажеме што учев јас 63-та година кога запишав во прво оделение во училиштето Димка Ангелов Габеров во Кавадарци. Бивши македонски јазик. Што учев кога дојдов во гимназијата Радевчевски Горчагин, бивши македонски јазик. Значи, едноставно ние како македонци треба да разбереме. Сакаме да имаме бугарска држава како држава, под еден, под два, како држава со попреченост, инвалид, или како територија. Она што го предлага господинот Ковачев, со сета почит кон него како политичар, нели европратеник, меѓутоа неприфатливо е, ние не сме територија. Добре, што мислите како ќе помине овој барање амандман? Вака сега, јас секогаш говорам тоа, грешката на македонската политика е тоа што влегува овакви стапици. Треба да бидеме спремни дека секогаш ќе ги има таквите како Андреј Ковачев и ред други политичари од Бугарија, но дека во Бугарија има една здравомисличка логика кој што знае кои се бугарските интереси. Кои се македонските интереси? Бугарија тврди дека не постои, нели, македонски јазик, многовековен култура. Тоа не значи дека тој не постои. Тие така мислат. Во нивната историја, во нивната политика, во нивната реторика денес, но тој си постои. Тоа го знаат Франција, Германија, Белгија, Холандија, Данска. Значи, нема да помине овој. Значи, апсолутно. Да. Они ќе си го бранат своето. Ние така треба да јас секој сум векол. Да, кога разговаравме со Бугарија, секој сме разговарале. Вие браните си го вашето, ние македонците нашето. Не влегуваме во стапицата што ќе ни припреми стапица Милан Врабевски или Андреј Ковачев или некој друг. Сега, господин Ѓорчев, во извештајот во повеќе наврати се спомнува признание на македонскиот идентитет и јазик. Известувачот Вајц вели тоа не е потребно во 21 век, меѓутоа соочен со бугарската пропаганда практично го поддржува тој начин на известување за земјава. Како мислите дека ќе поминат тие негови амандмани запишани во извештајот? Значи, моје мислење, ако се држиме до европскиот така и комунитар, до европскиот, да речеме, кор, на суштината на европското законодавство, rule of law, владење на правото. Македонија ги исполнува сите критериуми во таа нивна, би рекол, синтагма единство на различности. Значи, многу нации, многу јазици, многу култури. И тука Европскиот парламент, мислам, од моја гол на гледање, треба апсолутно да го прифати извештајот на Вајц во делот на тоа што представува европска вредност. Ако тоа не се случи, тоа ќе ни биде на сигнал дека нешто е погрешно во делот на како Европа се однесува кон нас. Дали тоа ќе биде сигнал и за тоа што го вели премиерот Мицкоски, дека не е проблем неколку стотици бугари во преамбулата на Уставот, туку вистинската намера на Софија асимилација на македонците? Дали сметате дека во денешно време може да се случи тоа? Апсолутно неможно, и тоа кога сум работел по Бугарија многу години како министар, како пратеник, како градоначалник, како амбасадор, тоа сум го укажувал. Јас сум македонец, како Маријан Ѓорчев, ја почитувам Бугарија, го почитувам бугарскиот народ, вашите вредности, оставете не да бидеме македонци и така разговарате со нас.
ако разговарате поинаку, ако се обидувате нас да ме представите во друга светлина, ние имаме толку доволно аргументи да се браниме, и тоа успешно, во тоа што представува европска вредност, во тоа што представува европска начин на уредување на нештата, во создавање на она, би рекол, синтагма европски, единство на европскиот континент. Ние сме тука многу на прав пат, мислам дека ќе истраеме, треба да бидеме само единствени, треба сега опозицијата според мене да го подржи нашиот став, и тогаш кога сме единствени, ако застане ВМРО, ДПМН, СДСМ, ЗНАМ, ако застане Левица, ако застане албанските партии, независно колку се турските партии, влашките партии, тогаш никој ништо не ни може. Верувајте дека е така. Доаѓаме до зошто Софија вака размислува, веројатно тоа што го рече и премиерот, веројатно навиката дека како во пописот 1965 одеднаш да ги снема 200.000 македонци од Бугарија. 178.000, точно. Да заокружиме. 56 година. Јас кога се Како го објаснува тоа бугарската политика, бидејќи добре ја познавате, 200.000 народ не може да се изгубат со притисок на копче? Па не може, има една книга, ќе ја посечам тука да прочитаат и нашите гледачи, вашите гледачи, сите од цената телевизија, од Чавдар Маринов, кај што тој многу успешно објаснува некаде околу средината на книгата, со вешт маневар на другарот, извинете, со вкуснота Тодор Живков, се избриша македонското прашање во бугарското секојдневие. Значи тоа е сепак на копче ти е на копче, баш така. Тоа е книгата на Чавдар Маринов. И тука многу јасно се знае дека државата интервенирала со една рецензија, така не може до сега, од сега почнуваме поинаку, македонците ги нема. И тоа бугарите кои ќе им го поставите, значи јас кога сум одел таму во Бугарија, кога говорев кај вас во емисиите за премолчани вистини, треба да смогнат македонците сила да кажат за тоа прашање, за македонскиот јазик, за култура, за идентитет, ние не разговараме. Сега имаме една нова ситуација, би рекол. Премиерот го прошири некако фронтот со Бугарија, освен гаранција дека нема да има нови вета, спроведување на пресудите на Судот за човекови права во Страсбург за ОМО или 14 на број, во бугарското општество вели дека нема да помрде ниту милиметар, ако Комитетот за национални малцинства во Бугарија, во кој се наведени турци, роми, јерменци, нема и македонци. Дали е тоа возможно? Апсолутно е возможно, затоа што Европска унија ја принуди Бугарија 2004 година, за да може да го продолжи пристапниот процес, кој што, да ви кажам право, пред вашите гледачи, за вас, глава на личност која што придвижи Бугарија кон Европската унија беше Симеон Сакскобурготски, породничниот принц, тогашен премиер на Бугарија, преку бугарските кралски контакти во Европската унија, кој што преку премиерите на тие земји. Да, тој внесе во Европската унија и се замина. Да. Не, тој е тука, тој уште во Бугарија. Си замина од политиката. Значи, тоа е поентата. Значи, не можеме ние за овие работи да не ја гледаме, како да ви кажам, тоа е една магла, еден привид, една фатаморгана која што ние мора да ја премостиме. Ние мора да кажеме, не можеме така да разговараме со Бугарија. Може ли првиот тест да биде усвојување на документот за малцински права исто во Европската унија од страна на земјите членки, подготвен од Министерството за надворешни работи и надворешна трговија, да биде тој кој што може да промени нешто во односот на Бугарија кон малцинствата, а со тоа и кон македонските барања? Апсолутно. Значи имаме сега извештај за напредокот на Македонија на господинот Вајц, имаме комитет за тоа е АФЕТ, комитет за надворешна политика во Европскиот парламент, имаме во Страсбург во делот на што Комитетот на министри на Советот на Европа, да не го заборавиме, каде Бугарија е под мониторинг. Така е, таму е Бугарија, значи ние поставуваме една многу, би рекол на мој начин, една европска дилема пред европејците. Вие сте европејци, вие сте Европска унија. Ние сме кандидат членка за полноправно членство. Ние бараме од вас да си ги почитувате собствените стандарди, собствените принципи, собствените узанси. Ние ништо друго не бараме од вас. Так. Како што сите други држави пред нас го оделе тој пат, ние тоа го бараме од вас. И токму затоа е многу силна нашата иницијатива. Ги поставува пред свршен чин Европската унија и од нивното решение ќе зависи на тамошната наша постапка. Земете го Исланд. Исланд беше готов, сите поглавија му беа завршени.
може би нешто 34-то или 35-то општи одредби на 35-то, по стара номенклатура тој преговараше. Меѓутоа, околу рибарството, кој што е екзистенцијално клучно за Исланд, тој рече не. Ние ова не можеме да го прифатиме. Така, а овдека се работи за нешто суштествено. Се работи за идентитет, за јазик, за култура, за кој што Европа не смее да дозволи да се преговара. И тука е нашата предност. Ние за тоа, бугарите може да си мислат што сакаат. Тоа е нивна држава, нивен став, нивна култура, нивни односи. Ние тоа го уважуваме, тоа е легитимно. До тука. Да не влеземе у таа стапица да почнеме да преговараме за нешто што не е европска вредност. Сега тргнуваме од следниве позиции. Значи во моментот од една страна е македонската стратегија која образложувате и ставот на владачкото мнозинство, од друга страна бугарските негирања. Најава дека бугари во преамбулата на уставот е само почеток на барањата од Софија. Потоа усвоената декларација во бугарскиот парламент дека нема отстапување од договорената преговарачка рамка, ниту преговарање, ниту репреговарање и потенцирање дека нема план Б за Македонија. Ќе има некаква средина за соработка и за напредок или остануваме во чекалната според овие позиции? Нашиот однос, конкретно нашата стратегија како македонска стратегија, сега јас нарекувам општата македонска стратегија, се судри сега со тоа што представува вековна бугарска стратегија кон македонското прашање. Значи тие веднаш, последно што представува пред средбата пред решавањето утре на 4 во јуни во Комитетот за европски прашања во Европскиот парламент, подготвија декларација во која што сите партии, целото општество, целата наука, академијата стои за тоа дека Бугарија нема да отстапи. Тоа е нивен став. Нашиот став треба да биде исто така не тврд, енергичен и постојан. Исто така и ние, како македонска држава, ќе обстоиме на тоа што представува европска вредност. Дали е европска вредност тоа што Бугарија смета дека е една друга држава која што има своја многувековна култура, не државничка, држава која што има библиска историја, држава која што има културолошки амалгам на населението на историско и географскиот простор Македонија, поврзан со поимот Македонија и со ентитетот македонец, да биде негирана само затоа што така сака една членка на Европската унија. И тука е целата работа. Так. Треба да истраеме, да го браниме тој став и да кажеме, пак ќе кажам, три работи. Дали сакаме да влеземе како држава со патерица, со попреченост или држава или територија. Так. Ве прашувам затоа што за една недела во Скопје дојда 21 луѓе на Европската унија. Кошта, кој што рече дека уставни измени па продолжување на евроинтегративниот процес, меѓутоа Каја Калас, високата представничка за надворешна политика, рече ако нема план А, кој што е блокиран, дека ќе се најде друг начин, ќе одат по друг пат. Можно ли е ЕУ да отстапи од досегашната пракса и да оди по друг пат? Можно е. Можно е, затоа му даваат право на ЕУ Луксембургската спогодба од 66 година и Мастрих од 91 година. Во Мастрих Европска унија отстапи од суверенитетот и кажа дека може за одредени политички прашања со квалификувано мнозинство да се донесе одлука во Советот на премиерите на Европската унија, членките, земјите. Така што и за Македонија, ако се почитува тоа правило од Мастрихт, како што за Орбан се почитуваше правилото Меркел до Орбан пиењето чај, не е битно за други прашања. Сега повторно, кога беше прашањето на Унгарија да се одземе правото на вето. Значи инструменти има. Инструменти има секогаш. Поентата е за креативноста. И дали сака Европската унија да излезе во престрат на своите собствени стандарди и вредности. Една од пораките и од опциите и средба на председателите Радев и Силјановска Давкова на маргините на НАТО самитот во Хаг, за кој од бугарска страна засега има молк, неколку пати сте изјавиле дека Радев е клучниот играч. Дали очекувате нешто да се случи и што очекувате овој пат? Значи вака, јас неколку пати ке вас сум кажал, имаше и некакви потоа коментари во македонската јавност. Радев е армијски генерал. Човек воспитуван во духот на традицијата на бугарскиот дух, вредности на бугарското општество. Тој е без суштината има рейтинг 50%. И тој го влече овој процес напред. Ако тој дојде во ситуација да преговара со Македонија, со Силјановска го презател утре може да има избори во Бугарија. Може да формира партија, ќе му помине мандатот. Веќе е најавена доверба на владата по влегувањето во еврозона. Ние секојаш да знаете,
секогаш можете најлесно да се договорите со тие кои што најмногу ве напаѓаат. Да седнете и да изнесете. Вашиот став е таков, дајте да ги ставиме на страна. Како преговаравме ние 25 години? Преговаравме на премолчени вистини. Дајте вие тоа што мислите за Македонија, тргнете го на страна, вие сте член на Европска унија, ние сакаме да бидеме кандидат на член на Европска унија. Дајте да разговараме за европски вредности. Оставете билатерализацијата, оставете ги нашите проблеми, кои што не се дел од тоа што представува европска вредност. Затоа што не може и Радев, мислам дека како генерал армиски, како човек кој што посетувал, се разбира, за да стане, видете, за да стане човек, тука се зборува, Радев бил бугарски, советски пилот, не знам каков. Човек, за да стане председател на Бугарија, во членка на Европската унија, мора да добие сертификат од Соединените американски држави, од Голема Британија во тоа време, од Франција, од Германија. Човекот е европеец. Ако сакаме да разговараме со европеец, треба да бидеме подготвени да разговараме на европејски начин. Воздржано, умерено и принципиелно. Еве да се надеваме дека ќе излезе од, условно кажано, оценка, дека вашите предвидувања ќе се остварат, па до следната средба останува да ви посакам задоволство што гостувате во Дневникот. И мене исто така, затоа што таа небулоза околу тоа дека ние секогаш треба да попуштаме како Македонија, затоа што треба да влеземе во Европската унија, уште еднаш ќе повторам уште еднаш, ние сме држава со сите државнички атрибути. И треба да си ја браниме државата и само така може да влеземе во Европската унија како држава со сите тоа што представува достоинство, гордост и важно за македонската држава. Ви благодарам. Ви благодарам и вас.